Денеска и официјално Тутунски го започна откупот на сите откупни центри, така да од денеска се отворени 34 откупни места со 37 ваги. Како што можете да видите во откупниот центар во градот Прилеп, веќе имаме барем како што гледам јас 3 до 4 дозволи веќе за ценење и неколку се веќе иценети, така да динамиката на откуп е денеска нормално како за прв ден во некои мали размери, ама во наредните денови очекувам дека динамиката на откуп и ќе се зголемува од ден во ден. Се надевам дека тутунарите ќе бидат задоволни од начинот на проценка, нормално и цената, така да не очекувам големи проблеми. Се надеваме дека сето ќе помине глатко и без дополнителни проблеми како и за нас, така и за тутунарите. Исплатата ќе се одвива исто како лани, 2 пати неделно во вторник и петок, така да секој тутунар кој донесол тутун во тутунски комбинат, парите ќе ги добија најкасно 2 до 3 дена. Тутунарите бараат и очекуваат дека ќе има зголемување, како вие ќе реагирате доколку има зголемување на цената? Значи, доколку откупувачите на тутун во Македонија се решат за некоја корекција на цените, нормално во рамките на стопанството, Тутунски комбинат е спремен да ги следи тие цени и се што е откупено по стара цена да биде ретроактивно исплатено по новата цена. Па во моментов не имам точен увид како се исценети поминатите количини, ама од тоа што го слушнав од тутунарите и од нашите проценители, тутунот е со добар квалитет и се цени претежно на прва класа. Зборувам за добриот и квалитетен летен тутун. Прво да ви се заблагодарам за можноста да известиме дека јавноста дека Тутунски комбинат почна ги отвори вратите, почна со откупот на тутун. Сите откупни пунктови му се отворени и почетоков за нас како сојуз сме задоволни и очекувам дека и останатите компании ќе го пратат овој начин на откупување, але тоа што како што гледав видовте и самите си тутун квалитетниот оди во прва класа, се што е влажност на што е до 18-19% нема одбитоци, значи влажниот тутун нема да се купува во моментот. Другите кога ќе почнат со откуп имаат најави? Во моментов има најава за одденешно да почнат тутунски комбинати, Каверс, Балкан од Неготино, меѓутоа има најава за другите компании до крајот на неделата, односно петок, а најкасно до понеделник да почнат сите компании да купуваат. 10. Сите 10 дена. Од двајцата тутунари, двајцата кажа дека 420 денари е малку и добро би било да е 600. Ние покрај тоа што е почнат откупот, значи ние се уште сме во преговори со компаниите и бараме подкревање на цената. Меѓутоа, до завршувањето на нашите барања нема да престанат за подкревање на цената. А сето пак зависи од компаниите, која економска оправданост ја има за подкревање на цената. Ке следите и тоа да се спроведуваат измените во законот додека трае откупот, забранет е увоз на тутун, што се случува? Да, тоа да речеме од почетокот и со самото донесување на новиот закон за забрана на увоз на ароматичен тутун, дури трае реколтата на нашиот откуп. Значи ние будно го следиме тоа да нема ни еден грам увоз од странство за ароматичен. Некои најави да прекршување на закон? Сега за сега немаме најави, немаме сознание за такво нешто, меѓутоа будно следиме и ние да нема никаков увоз на ароматичен тутун. Годинава имаме некаде околу тони 3-400 кила. Тутунчево е со квалитетно, значи, исушено на време, собрано, наводнувано со капка систем. Добро е, се околу цениве би требало да биде малце повисоко, бидејќи има трошкови големи. Од џубривата. Која е реалната цена според вас? Па јас мислам некаде околу 600 денари. Прва класа да биде. Дали според вас треба да се цени според класи или се да оди во прва класа? Па јас според мене мислам тоа што е убаво да си оди како што си оди со класа. Тоа што не чини, како и да е, се гледа. Исплатливо е? Исплатливо е, да. Со труд и со работа, исплатливо е. Во споредба со лани појчи помалци имате тука. Појчи имаме. За колку? Па со 400 кила, сигурно. Рековте 600 денари, сега е 420. Да, прва класа. Се надеваме на повисоко.
Ќе барате Па ќе повисоки цени? Ќе бараме, да, секако, па што ќе види? Ќе ви кажеме. Како беше продукцијата од Декар, 400 кила, Представете, капка по капка. 350 некаде до 370 кила, просеко. представете се, Јас сум Мицевски Благој, од Прилеп, со В, со В, Варош, седиме, така со децава работиме, Колку души го работите? 5 души. сакаат младите да го работат тутуна поратано. За младиве е тешка работа, децава мои си работат. Иначе е тешка работа, никој не ичи. Јас сум Режеп Абдуловски, живеам во Прилеп, работам тутун на Караташ, Дамничко. Годинава имам околу тон и 200. Сега колку да Ланска година имав околу 800 кила. Сега колку да Сега носам за почеток 14 картона. И како поминува? Се надевам за сио кез доди. Како што ја кажам. Меѓутоа очекуваме и повисока цена. Задоволително од моментално во Тутунски, добро оди, меѓутоа чекаме повисоки цени. Само во Тутунски имате добро? Само во Тутунски, да. Ако остане вака 420 денари, што ви прави? Би препорачал да се покачи. Што е најреално. Давачките се преголеми. Со деца мали се мачиме што се вика, фамилијата со фамилијата. Се знае тутуно како се работи. Според вас која цена? Испод 600 да не биде. На ова скапотија, реално кажам, Дали тоа значи ако е добра цена годинава и година дека ќе секако, секако. Би зголеме. Колку, например, вашето семејство без дополнителна работна сила може да изработи? Ами без дополнителна работна сила годинава 4 декари садев. И на работа одим и тутуно си го работи. Би појачал, баре уште 1 декар, да, сигурно. Да се плати што е најбитно.